Добар ден, почитувани, гледате уште една нова Телма амбуланта. Зошто шпанците и французите се меѓу народите кои живеат најдолго, иако дел од нивните животни навики не секогаш се вклопуваат во класичните препораки за здрав живот? Како е можно луѓе кои конзумираат повеќе сирење, путер, вино или подоцна вечераат да имаат одлично здравје и да се долговечни? Дали тајната е само во храната или подеднакво се важни некои други фактори, можеби генетиката, сонот, движењето, социјалните врски или начинот на справување со стресот? За шпанскиот и францускиот парадокс денеска разговараме со доктор Александар Митов, магистор по јавно здравје. Останете на Телма при крајот на денешното издание, поставете прашање во програма. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за тајните за долговечноста, зошто некои народи живеат долго и покрај тоа што ги кршат правилата за здрав животен стил и здрава исхрана. Ова прашање ќе му го поставиме на доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов и благодарам за поканата. Најнапред да појасниме што е тоа шпански парадокс. Да. Шпанците се сметаат за народ кој е еден од најдолговечните, кој што има долг животен век. Так. Но тие сепак немаат совршена исхрана, ниту пак совршен животен стил, конзумираат голема количина на сувомеснати производи, Така е. заситени масти, имаат висока стапка на пушачи, а сепак најниска стапка на смртност од кардиоваскуларни заболувања во Европа. А како ова се објаснува? Да, и тоа е сосема доволно да го оправда терминот шпански парадокс. Имено најмногу се поттикна, да речеме, интересот околу ова прашање кога беа објавени проекциите пред некоја година за тоа до 2040 година која нација во светот ќе биде најдолговечна. И трендовите и порано се знаеа, меѓутоа сега веќе стануваше многу јасно дека до 2040 година шпанците ќе го земат првото место на најдолговечна нација во светот и дека ќе ги претекнат и Јапонија и Сингапур. И сега тука е многу интересно да овие карактеристики што ги кажавте, да ги споредиме со останатите, со второрангираните и со треторангираните и да направиме една компарација за да можеме да дојдеме до тоа. Ти знаете како честопати во овој тип на медицина тешко може да се направи анализа, бидејќи навиките не е лесно човек да ги стави во лабораториски услови и да ги анализира. Бидејќи за да направите така наречена рандом студија, како што ги нарекуваме, двојно слепи и така натаму, тие на кои што почиваат лековите, низ кои што ги тестираме новите лекови, ова за навиките, тој тип на пристап не е можно да се примени, тоа ги прави доста тешки за истражување. Но кога ќе добиете вака една популацијска бројка, една анализа, една природна студија, која што ви кажува населението во милиони колку живее долго, тогаш веќе нема простор за сомнеш, туку останува само тоа да го објасните зошто е така. Не е тоа нешто кое што можете да го спорите. Фактот дека тие навистина ќе живеат најдолго во просек до 2040 година. Сега, ако влеземе во таа анализа и ги споредуваме Шпанија, Јапонија и Сингапур, и ако почнеме еве на пример од здравствените системи, иако има добра превентива во Шпанија, сепак не може да се споредува со здравствениот систем на Јапонија и на Сингапур, кои што се сметаат за технолошки супериорни на секој друг начин. Значи, еве ова не е до тоа, значи не е до колку населението ако се разболи да го вратат назад во здравје. Значи не е тоа силната страна. Потоа другите карактеристики како што ги кажавте, шпанците имаат во просек зголемена телесна тежина споредбено со Јапонија и со Сингапур 4 до 5 пати повеќе. Значи, не е ни до дека се слаби, да речеме така, дека немаат зголемена телесна тежина. Храната им е доминантно со елементи кои што можеме да ги препознаеме. Нели, е медитеранска во основа, но ги има моментите на сувомеснати производи, кои што ние ги сметаме како наука генерално за нездрави. Го има виното, кое што има во себе процент на алкохол, кој што веќе современата наука го става под знак прашалник, дека може да придонесува и негативно на здравјето. Нели, таа нова политика на нулта толеранција на алкохол. Ги имате моментите на пушење цигари, кои што кај нив се присутни,
уште повеќе ако ги споредиме со второ и со трето рангираните. И сега сме оставени пред прашањето на што се должи сето ова. Дали е само на тоа што го нарекуваме медитеранска исхрана, меѓутоа медитеранската исхрана ја има и во другите делови од Медитеранот, но сепак ги нема тие податоци, тие бројки, тие статистики кои што ги гледаме во Шпанија. Сега теоријата, да ја кажеме, теоријата е дека веројатно еден микс на фактори, дури и на такви кои што досега науката не ги ставаше баш во централна позиција, како на пример социјалните односи. Потоа тој дневен ритам, нели шпанците се познати по тоа дека ќе вечераат во 10, во 11 навечер. Доцна вечера. Многу доцна вечераат. И сега и тоа е спротивно на препораките што ги кажуваме. Но тој ритам на денот, во кој што пак се вклучува и една попладневна позната сиеста, одмарањето во средината на денот, во втората половина, посебно во летниот период, стресот и како се справуваат со стресот, фамилиарните односи, честата навика да се јаде заедно, не одделно, значи многу почесто отколку останатите земји кои што се анализираат. Велат и бавно јадење. И бавното јадење. И тоа е нивната карактеристика. И за секој оброк проаѓа значително подолго отколку кај останатите. Впрочем, оброкот е еден вид на повеќе прилика за дружење отколку за јадење. Значи, социјалната компонента е многу важна. Социјалната компонента многу посилна. И сега веќе во таа една слика, со сите тие фактори истакнати, се поставува прашањето дека дали ние не сме ја барале равенката, одговорот на равенката во некои делови кои што и не биле навистина точни. Сега јас ќе се сетам нели пред 20 на години кога го завршував медицинскиот факултет, одеднаш стана многу популарна и затоа ме повлече мене превентивната медицина, медицината на животниот стил. Меѓутоа тогаш се зборуваше за храната како централна тема и тука таму некои додатоци расфрлени, но со многу помало значење. Сега се чини дека храната некако го губи приматот и дека добива, па да речеме, еве еднакво значење, иако мислам дека таа приказна уште ќе се развива докрај. И дека нема да ме чуди мене ако испаднат социјалните моменти, социјалните фактори, дружењето, на ист ранг или можеби на поголем ранг отколку што е влијанието на храната. Што и кога го изговорам ми звучи парадоксално со досегашните знаења, меѓутоа затоа и шпанскиот парадокс носи име парадокс. Така, но велат и дека отсуството на социјални интеракции, односно осаменоста е подеднакво штетна како цигарите, имено, дебелината, тоа е отсуство на физичка активност. Тоа е тој голем момент кој што сега, например, еве за социјалниот момент ако земам да се посветам, просто е прашањето во смисол како е можно толку многу да има влијание, ајде на менталното здравје некако ќе си го објасниме, бидејќи осаменоста повлекува елементи кои што може сериозно да влијаат на менталното здравје и тука малку ќе се чудиме. Но како што кажавте, јасни се студиите кои што велат дека осаменоста влијае на физичкото здравје на еден човек, на кардиоваскуларното здравје, на дали ќе развие и до која мера ќе развие други болести, диабет, низа на други болести кои што вообичаено ние им баравме холестерол, некоја, да не речам, допирлива точка, нешто мерливо кое што би ги предизвикало и сега сме ставени во една парадоксална ситуација да мериме осаменост. Сепак науката тука веќе почнува да продира во тоа зошто е можно да е толку силен тој фактор кај осаменоста, да го преведам во биолошки моменти. Например, се испоставува дека тој капацитет за регулација на стресот, кој што се јавува во социјална димензија, всушност има многу силно антиинфламаторно влијание во нашето тело. Дека хормоните кои што се лачат во една таква средина, во една конверзација, во соработка со други, во размена на енергија, на мислење, на што и да е, кое што останува да го проучиме до крај, дека тогаш се активираат такви биолошки механизми конкретни, со ниво на хормони јасни, прецизни, кои што ја гасат инфламацијата, воспалението, за кое што па веќе со сигурност знаеме дека е кривецот, виновникот во
кардиоваскуларните, во диабетот, па добар дел и малигните болести. И се чини дека тука всушност е биолошкиот механизам кој што ни го објаснува тој момент дека нели ние сме еволуирани како социјално битие, ама можеби и како што сопругата ми вели не само социјално туку, нели био-психосоцијално битие, кој што сите тие три димензии ги спојува во едно. И тој момент мислам дека е иднината на истражувањето. Впрочем, една студија, ако ми дозволите да споделам, тоа е студијата почната 1938 година. Студијата носи име Harvard Study of Adult Development или студија на Харвард за развој на возрастни лица и е почната веќе безмалку пред 90 години. Студијата анализирала и се уште анализира, почнала прво со следење на локално население на млади деца во Бостон, каде што е Харвард, и на студенти млади запишени, но да не бидат само студенти, туку да биде и локално население во смисол да се опфати што поразновидно население. И го поставува основното прашање: на што се должи здравјето, на што се должи и среќата, и степенот на среќата на еден човек. Дали е на тоа што го нарекуваат тие бекграунд, позадината, богатството, едукацијата, сите тие работи, и тоа е безмалку една студија која што се провлекува речи си 90 години, над 85. И интересниот момент е дека таа почнала прво со тетрадки, со запишување на основни податоци, нели, доаѓале истражувачите во домовите на тие деца пред 85 години и повеќе, да следат кои се домашните навики, строгоста, дисциплината. За ние веќе денес во рамките на истата лонгитудинална студија, каде што се следат внуците на тие првично вклучени испитаници, за сега веќе да се прават епигенетски истражувања, микробиомот да се анализира. Впрочем, интересен податок е дека ние или генетски истражувања ДНК, тогаш ДНК молекулата во 1938 година не е откриена се уште кога почнала таа студија. И тоа е многу интересна студија која што уште се провлекува и таа го става на прво место моментот на социјална интеракција. Значи, тоа е многу интересно. Таа студија вели дека доктор Волдингер, кој што ја води, ако треба, вика, цела студија да ја ставам во два збора, тоа е, вели, осаменоста убива. Значи, тој го сведува од искуството, се разбира, врз база на сите тие истражувања кои што се години. Квалитетот на односите, на соработката, на комуникацијата во семејството, со пријатели, тука има многу што да се отвори, бидејќи таа студија е доста интересна, извор на податоци. И тука се чини дека било превидено од сите нас. Ти знаете, во медицина кога ќе влеземе, кога учиме, кога студираме, нас не наведуваат кон медицината како екзактна наука, како конкретна наука. Ние мериме параметри, земаме биохемиски податоци, анализираме, сакаме да ги видиме причинско-последичните врски. И само еден дел од нас, медицинарите, кои што ќе тргнат во правец на психијатрија, да речеме, само кај нив останува таа една суптилна осетливост, малку повеќе за овој социјален елемент, кој што тие можат да го приметат заради духот на нивната медицинска гранка. Но сите останати сме градени да бидеме, да не речам, скептици. Меѓутоа, не треба ова да не задржи. Напротив, секој од нас, мислам, дури од нас треба, од медицинарите треба да почне да ги истражуваме овој тип на студии, кои што методолошки се безпрекорни. Значи, зборуваме за студија која што се извршува на Харвард. Значи, не е тоа бајање, значи, не е тоа напамет зборување. Тоа се методолошки многу издржани студии. И мислам дека да оставиме простор да се изненадуваме и во однос на шпанскиот парадокс, и во однос на францускиот. Еве сега да го разјасниме францускиот парадокс, исто што ги е многу нејасен, за кардиолозите многу нејасно. Французите јадат многу калорична храна. Исто така богата со трансмасти, значи круасани, путер, сирења, пијат црвено вино. Да. А сепак имаат најнизок степен на кардиоваскуларни болести во Европа. Интересниот податок кај нив и постаре францускиот парадокс. Ние сега се соочуваме со шпанскиот и сега не збунува. Инаку францускиот парадокс е... Збунува многу подолго. Подолго збунува и
знаете како, еве пак од таа екзактна точка, ако појдеме ние во медицината, баравме молекули во маслиновото масло или во црвеното вино, дали е ресвератролот или некои други. Но ќе да е малку поширока приказната отколку само да сведеме на молекули, пак молекули ќе дојдат во прашање. Тој социјален момент ќе лачи молекули на задоволство, на среќа. Имено на хормони. Значи, сепак хемиски нема да се деси тоа преку магија. Пак хемиските елементи, ако сакаме да ги вклучиме, ќе ги вклучиме, тој биолошки механизам ќе промине низ тие биохемиски патишта во нашиот метаболизам. Но останува фактот дека многу посуптилни работи ќе го покренат тој процес на лачење на тие и активирање на сите тие патишта. Францускиот парадокс е, иако толку многу путер, дори со доручек, нели, од доручек почнувајќи па понатаму, па јадење и десерти, па јадење доста заситени масти преку месото, значи обилни ручеци, и виното се разбира, кој што, нели, има двојни мислења се уште по него, и сепак да имате толку низок процент на кардиоваскуларни заболувања, тоа е исто уште нешто кое што сепак останува, нели, теории има дека ресвератролот е, дека виното штити, но јас велам, поучени од шпанскиот парадокс и од ова Харвард студија на развој на возрастни лица на професор Волдингер, кој што веќе речиси 90 години трае, да си оставиме една врата на изненадување, така да речеме, во медицината, дека не знаеме баш се и дека впрочем токму заради тоа и ги правиме овие истражувања, за да научиме нешто повеќе. Може ли да се каже дека современата наука сепак ја преценува исхраната во здравјето на луѓето? Сега, мислам уште дека да. Впрочем, ако се вратиме ние 20 на години порано, тогаш почна тој процес на драматично зголемување на важноста на исхраната во медицината. Сега, морам тука да направам разлика на светско ниво и кај нас. Оти ние можеби уште не сме поминати низ фазата на доволно ценење на храната, па да отидеме во преценување, па да и го вратиме назад значењето таму кај што треба. За светско ниво прво да зборувам, се чини дека централно се постави тоа место. Знаете, мене многу, например, тешко ми паѓа кога ќе видам тврдења дури и од лекари на социјални мрежи и се споделуваат 5 начини, 10 начини, 15 начини за спречување или за сигурна превенција од малигни болести, например. Тоа е научно сосема неоправдано. Ние не знаеме. Ние имаме до ден денес ситуација кога луѓе совршено се хранат, па сепак кај нив да се појави некоја малигна болест. И без разлика дека тие не работат во некои фабрики изложени на тешки хемии или не знам како некое големо загадување. Еве, пазат, физички се активни, храната е до некое многу добро ниво донесена и лично сум имал такви пациенти, сум работел и ќе дојдат зачудени, да не речам впрочем шокирани, од каде и како е можно. Тука треба да сме искрени како медицинари пред се и да кажеме дека нам механизмите, еве и на малигните болести, не ни се јасни. Ни оддалеку не ни се до крај јасни, посебно онкогенезата. Да, ние знаеме многу од патиштата, како настанува, што настанува, каде потврла имуниот систем. Тие работи се разјаснети, но дека ако некој може да вети под наводници овој стил на живот, живејте го и крај, нема шанси да се разболите, тоа научно не е точно. И вистинито не е точно, бидејќи на вистина не можеме никого со 100% да го заштитиме преку начинот на живот. Зошто? Остануваат фактори кои што ни се непознати. Остануваат фактори како, еве, например, растот на колоректалниот карцином кај млади. Тоа е страшно во западните земји. Кај нас расте таа бројка, но тоа што го гледаме, например, во Соединетите Американски држави, зборуваме за 20-30 годишни лица кои што го имаат одеднаш диагностициран четврт стадиум. Како ги нарекуваат турбокарцином, ако не се лажам. Имено. И тука сега се испоставува дека нарушениот микробиом поттикнува одредени бактерии кои што лачат хемиски соединенија, што брзо го ставаат тој процес во една турбофаза и да не може практично да се реагира.
И тука сега храната во таа ситуација има влијание, нема збор дека нема, но најмалку интуитивно тој елемент од храната кој што најмалку би очекувале да е толку важен, а тоа се растителните влакна, конкретно за ова зборувам. Таму испаѓа дека растителните влакна се најважниот фактор, според моменталните студии се разбира кога зборувам, бидејќи токму тие се важни за микробиомот да оди во добар правец и да не се развиваат тој тип на бактерии кои што ќе направат многу брзо бели. Така што храната пиедесталот чинам дека го губи, надвор зборувам за интернационалната наука, при што се повеќе моментот на сонот, на квалитетниот сон, на редовната физичка активност и на социјалните врски почнуваат некако да се изедначуваат според научни докази со неиз. За во Македонија ние уште сме некаде пред 20 години, ако треба да се вратиме во однос на светските трендови, ние се уште чинам дека храната не сме ја ставиле до таа мера, до тој пиедестал, за да можеме па и да ја тргаме по потреба. Мислам дека ние уште имаме проблем со некои елементарни работи кои што треба да се внимава и да се надменуваат. Например, еве една тема која што честопати ја зборувам, а кај нас не е толку популарна, тоа се трансмастите. Ние сме ја зборувале, меѓутоа тоа спомнување е далеку од едукацијата за која што треба да станува збор широко населението да биде свесно за влијанието на трансмастите во однос на начинот на исхрана. Што се присутни исклучително во секаде во речиси сите производи. Многу и посебно во сите тие кои што се пржени малку подолго или на неков начин дошло до обработка на растителните влакна кои што се дел од нив. И например, еве, зборуваме за нејасноти, за несигурности, но има и делови од медицината кои што немаме несигурност. Еве, трансмастите нема дилема. Значи, вештачки се создадени, не се дел од природните процеси, нашето тело не знае да ги обработи, имаме нулта толеранција кон нив и колку и да ги внесуваме, ќе си правиме се повеќе и повеќе. Каде најмногу ги има? Еве потенцирате. Грицки? Грицки. Во еден збор грицки, не грицки во смисол на ореви лешници бадими, да не се разбереме. Така, грицки купени кои што се вака, кога ќе го видите да не знаете од што потекнува. Кога е толку преработено, или тоа е уште таа тема на така наречена ултрапроцесирана храна или многу преработена храна. И тука и кај нејзе нема дилема. Значи, почнуваат вака низ маглата да се дефинираат некои работи за кои што уште останува да имаме сомнежи и да не сме јасни до крај, но има и такви кои што се кристализираат. Трансмастите се дефинитивно тука и овој тип на ултрапроцесирани храни, каде што исто немаме сомнеж, тие стануваат глобален проблем. Тие стануваат се поевтини за производство, од тука го зафаќаат населението во големи бројки, дури се шират и во земји каде што нема земји од второ, трет свет со поранешна терминологија, и впрочем вие во земји каде што се релативно сиромашни ќе видите под наводници дебело население, ќе видите население со зголемена телесна тежина. Зошто? Заради тоа што овој тип на ефтина, ултрапроцесирана храна доминира и прави многу сериозни проблеми. Докторе, споминавте дека за добар микробиом и за добро здравје се неопходни растителните влакна. Така. Многу луѓе сега се приклонуваат кон вегетаријанска исхрана, веганска исхрана и слично. Но има луѓе кои што се исхрануваат исклучиво со храна од животинско потекло и повторно имаат одлично здравје. Тоа е уште еден од парадоксите во медицината и тоа е многу убаво прашање. Јас сум лично збунет. Крајноста на тоа е, значи има два моменти. Едната е да речеме за кето диетата, каде што се продукти од животинско потекло, точка. Може, нели, зеленчукот во ред, но овошето никако, значи целосно во тој правец на невнесување на јагле-хидрати. Но уште порадикалната варијанта е карниворската диета, која што вели месо, точка. Значи, исхрана во текот на денот месо. Сега јас ќе кажам што мене ме збунува, или што науката ја збунува и кои работи ги знаеме и не ги знаеме, бидејќи тука е навистина еден исто така интересен парадокс.
ние знаеме дека треба да внесуваме растителни влакна, нели еве се ни кажува дека треба. А ние имаме еден куп на витамини кои што се растворливи во вода и заради тоа ги нема баш многу во месото. Значи не зборуваме за А, Д, Е, К витамините, туку зборуваме за растворливите во масти, туку зборуваме за тие што се растворливи во вода, каде што не се застапени во чистото месо. Меѓутоа, има луѓе, светски тренд е веќе, таа карниворска диета, кога чисто месо 24 часа, дури еднаш или два пати во денот го јадат и толку не јадат ништо друго. И што се случува кај нив? Во моментот немаме долгорочни студии. Значи нема ниту една долгорочна студија која што ќе каже дека тој начин на исхрана е здрав долгорочно. Краткорочните студии се за тие луѓе охрабрувачки. Зошто? Ако тој човек јадел под наводници джанк храна, како што ја нарекуваат, или храна ѓубре, така да се изразиме, преработени храни, шекери многу, што и да е, кога ќе се префрли само на месо, факт е дека во рок од 2-3 месеци неговите биохемиски параметри на анализа на крвта ќе се средат, ќе се исчистат, што е многу вака контраинтуитивно. Ќе падне холестерол, ќе паднат триглицериди, и другите параметри во начинот на исхрана ќе се средат во однос на биохемиските анализи. Тоа е точно, дека има краткорочно подобрување, особено ако претходно храната била никаква. Меѓутоа, нема студии кои што ќе ни кажуваат колку тоа има влијание во однос на долговечноста на еден човек. Оти ние знаеме за 100-годишници кои што живеат во сините зони, кои што јадат медитеранска храна или некој друг вид на, речи си, вегетаријанска храна, како што се во сите сини зони, оти тие се доминантно растителни храни кои што ги јадат. Ние не знаеме за 100-годишни кој што е карнивор, кој што е исклучиво на месо. Немаме такви податоци се уште, бидејќи и тоа е релативно нов тренд. Нашите тела се извонредно адаптабилни. Вие ако видите, луѓе ќе најдете од екваторот до половите. И вие ќе ги најдете, нели, и населенијата кои што живееле во Сибирот, на Гренланд, значи ќе најдете население кои што било инуитите, кои што живееле исклучиво од месо. И тоа од еден тип на месо. И живееле, како цивилизација функционирале, постоеле. Колку им бил долг животниот век, и тоа е познато, и тоа не било многу долго. Меѓутоа, ние се уште, иако во моментот се охрабрувачки, нели сега, што е, ние живееме во време на Инстаграм, или на некој на социјалните медиуми, да речеме. И сега ќе се нафатат инфлуенсери, не го кажувам со негативност зборот, како факт го кажувам, инфлуенсери на Инстаграм по светот ќе преминат на карниворска диета и одеднаш ќе почнат да покажуваат резултати, леле ми се средија, параметрите, холестеролот, триглицеридите, шекерот ќе падне. Сакајќи да кажат, демек, еве го одговорот, во смисол, преминав на карниворска диета и готово параметрите во крвта ми се средија. Да, краткорочно да. И во рок на, и можеби и тоа како една форма на чистење од месец, 2-3, можеби да има и позитивен ефект. Велам, до тука знаеме, уште немаме знаење за да кажеме како влие на долговечноста. Долговечноста е се уште голем прашалник. Ако човек е спремен да експериментира со себе си, тоа е негово право. Нема проблем, нели, ако некој сака да биде од тие најнови генерации кои што сака да го тестира тоа врз себе си, секако во ред, медицината верувам дека тоа ќе го следи. Но долгорочно, јас сепак морам да кажам дека сите студии што ги знаеме досега, дали се за Икарија во Грција, дали се за Сардинија во Италија, Окинава во Јапонија, оние сини зони каде што има многу 100-годишници. Каде што секој втор, трет е над 100 години и каде што населението е активно до многу напредна возраст, здраво. Значи, не зборуваме само за старост. Зборуваме за активна старост. Зборуваме за луѓе кои што имаат пардон, 80 кои што се во одлична форма. Одлична, иако имаат 80, 90, 100 и повеќе години,
секојдневно се движат, работат во градината, пешачат, се дружат со пријатели, значи не 90-100 годишници затворени дома и нефункционални, туку зборуваме за население кој што е во полна функционалност во длабока старост. Тоа останува уште да го истражиме и да видиме дали ќе ни се појават новости во однос на нови екстреми, на чисто животинската исхрана или како уште поголем екстрем на карниворската диета. Што покажуваат овие истражувања кај 100 годишниците во сините зони? Има ли некои податоци кои што навестуваат во што е тајната? Тука е многу интересно. Тој тип на истражување се постојани и знаете како тие се истражувања кои што пак се базираат на многу конкретни работи. Пред вас се луѓето кои што живеат преку 100 години. Значи, не е таму прашање на теоретизирање. Туку ние само треба да го објасниме моментот зошто. Сега да, ќе има предпоставки и има предпоставки во однос на тоа што влијае, но факт е дека може да се најдат сродности помеѓу тие 5 сини зони во светот. Иако 5 се, за сега се 5, иако се знае дека има навидум и големи разлики помеѓу нив. Ајде, например, ако ја земеме Грчката на островот Икарија и Сардинија во Италија, пак сме тука на Медитеранот, да, така? И тука горе-долу сме слични, но меѓутоа и Окинава во Јапонија или пак во Калифорнија, тоа е сепак таму станува збор за население од посебна религија, кој што адвентисти, кои што воопшто не јадат месо. Еве уште еден податок кој што е спротивно крајност спротивно од карниворската диета, но за сите нив е карактеристично дека јадат доминантно растителна исхрана во која што многу голем дел имаат мешунките. Граф, грашок, леќа, боранија. Значи тој тип на храни се речиси секојдневно присутни кај нив. Јас затоа често пати кога зборувам нели и пред мојата публика, да речеме, им кажувам дека гравот само еднаш неделно не е доволен. Во смисол нели дека во нашата култура гравот е резервира за петок, така, но имаме јасни култури каде што гравот, еве например, па посебно мексиканската или јужно американската, каде што има јасни научни придобивки за долговечноста, речиси секој ден го користат гравот во начинот ни се разбира, разни форми на гравот од таму потекнува, но сакам да речам дека тоа е првото нешто кое што им е ним карактеристично. Значи, доминантно растителна исхрана и растителна исхрана многу богата со зеленчук, особено со мешунки. Втората карактеристика за нив е дека тие се постојано физички активни. Значи, нема теретани во сините зони. Сините зони честопати се поставени на ричиња, на планини, во селца. Одат по нагорници? Одат по нагорници. Значи, иако тие луѓе се во напредна возраст, тие одат нагоре надолу во текот на денот постојано. Значи, тоа е вториот елемент. Секојдневно движење. Значи, буквално секојдневно редовно излегување од дома, движење, одење некаде, пешачење. И работа во двор. И работа во двор. Значи, и работа во двор, апсолутно, значи, изложеност на таа. Оти градинарењето или работата во двор е идеална физичка активност, особено во напредна возраст. Зошто? Заради тоа што вие можете да ја дозирате. Значи, вие можете да процените што можете, што не можете. Но е толку разновидна да имате истегнување, имате кревање, имате носење, клекнување, станување. Буквално, ако го видите локомоторниот систем, тој цел во еден ден во градината, тој цел се движи. Значи, сите можни аспекти на телото се раздвижени. Мускулни групи, ако треба да се изразуваме од теретана аспект. Јас не ја напаѓам за млади луѓе, помлади теретаната, како аспект на подобрување на здравието, на изгледот, на што се не. Но, еве, тоа е интересен податок дека во сините зони нема теретани, туку луѓето постојано се физички активни. Третиот елемент кој што има заеднички на сите е силното чувство на заедница. Тие се дружат многу интензивно. Во Грција, во Икарија, ако збориме, ги има тие типични наши кафани, кои што да речеме нели присутни, каде што населението од понапредна возраст, секој е попладне е собрано таму, дали ќе играат табла, дали ќе играат карти, ќе зборат, ќе се дружат, меѓутоа попладнето е одредено за дружење.
Значи, ако денот, првата половина од денот е посветен на работа, малтене цел остаток од денот е посветен на дружење. Тие практично, од тие 24 часа, па и работата им е горе-долу поврзана, спиењето ги дели од тоа да бидат во 24 часовен контакт. Тоа е трет интересен податок. Следниот интересен податок е дека сите тие имаат, ако одиме малце према поддуховен аспект, дека имаат силни убедувања, верувања, дека тие сите го гледаат малку по-холистички животот, дека живеат живот со смисла. Значи тоа е нели, во Јапонија терминот икигај, нели, терминот смисла на животот или зошто живеат тие луѓе, впрочем тоа е и термин кој што на Окинава е многу присутен на една од тие сини зони, да секој човек да си има своја смисла на животот, зошто што прави и тоа да го држи, да тера и до 80-тите, до 90-тите, до преку 100-та година од животот. Веројатно има и многу посуптилни приказни аспекти кои што се присутни во сите, кои што уште ние не сме ги истражиле како наука или едноставно уште алатките кои што ги користиме не се добри за да ни кажат тој тип на пракса, молитва ли е, медитација ли е, концентрација ли е, што и да е, кој што тие луѓе го применуваат, како тоа влијае на нашето здравје. Ако ние отидеме само со биохемиски параметри и земање крв, нема да ги видиме тие аспекти или ќе ги испуштиме од големата слика. Така. Затоа веќе сакам да речам приказната за сивните зони укажува и се разбира пристапот кон животот. Во смисол, може би тоа е и дел од шпанскиот парадокс, еден малку порелаксиран пристап. Полежерен. Полежерен. Така. Вие кај турци, и тоа ќе го најдете кај сите медитерански народи. Кај турците ќе го најдете во терминот јаваш, нели, велат полека. И истото грците ќе го кажат преку термините сега, нели, во смисол бавно или полека. Значи си имаат терминологија која што укажува на тоа вкоренета во етосот на тој народ дека работите треба да се земаат малку посмирено. Во смисол не со брзање, не со една динамика која што доаѓа во колизија со современото живење, но не подразбира дека и овие луѓе немаат стрес, туку тој стрес го канализираат, го менажираат преку смислата на животот. Значи тој стрес ќе си добие место во тоа како тие го перцепираат животот. Под А, под Б ќе добие смисла во дневниот ритам, оти тие ќе остават време да се одморат, да легнат на пладне, да се смири телото, и под В, АБВ, ќе го канализираат тој стрес во смисол што ќе го споделат со блиските кругови со луѓето со кои што живеат. Значи тоа е тој момент на споделување. И сега знаете како? Сега испеѓа дека ние лекарите, ај што горе ќе дадеме под диагнозата, ќе ги напишеме лековите кои што треба, меѓутоа тој дел подолу кој што порано се однесуваше само на начинот на живот, односно само на исхраната, поточно, сега дека треба да се однесува на малку по-широки аспекти. Треба да биде на исхраната, неминовно. Треба да има препорака за минимум 30 на минути движење во ден, апсолутен минимум. Значи, под тоа да не разговараме. Треба да има препорака од 7 до 8 часа сон. Значи, дека не кратете го тој 1 час од спиењето навечер, не е толку небитно како што ни се чини, но дека може би треба да го има и моментот на се дружите ли активно со луѓе, колку ви е жив социјалниот круг. Ние во медицината тоа не го третираме. Може би ќе дојде за 50 години тоа сериозно да се третира, или за 30. Во смисол, ќе дојде пациент и нели ќе прашаме и за параметри, ќе ги видиме и параметрите, и за храна ќе прашаме, и за спиење, и за физичка активност, но ќе отвориме и еден прашалник кој што вели кажете ми со колку луѓе се дружите во текот на денот, или во текот на неделата, или во текот на еден месец. И сега тоа е индивидуално доста, како што и исхраната, впрочем, и се друго индивидуално. Меѓутоа, од тие луѓе со кои што се дружите, имате чувство дека ви е доволно или дека не ви е доволно, или може би ви е премногу, нели? Тоа кај секој различно. Имате ли пријатели со кои што многу убаво се поминувате, ама не сте ги виделе месец, 3, година, 5,
оти животот ќе не однесе во На разни разноразни страни, така. Нема збор. Имаме обврски, имаме активности, обврски дома, обврски на работа, исто тоа и од другата страна кај нашиот пријател. Ние не сме скарани на ниту еден можен начин. Прекрасно си поминуваме кога и да ќе се видиме, но не одвлекол животот во друг правец. Зошто да не му се препорача на пациент, на секој од нас, сите сме нели во таа смисла пациенти, да му се каже, и ако имате такви пријатели, зошто да не одвоите секој викенд да се јавувате на поеден таков и да се договорите да се среќавате? Нека биде еднаш на месец, или еднаш на два, или еднаш на три. Ама ние имаме такви пријатели кои што со години ги немаме виден. И кога ќе си одите кон дома, после такво среќавање, после тој разговор, поставете се го прашањето како се чувствува. И ако човек е исполнет со енергија, среќен што се видел со тој и тој пријател, исполетен, исполнет, дали тоа нема да влијае на здравието подобро, отколку супер да сте јаделе секако што треба тој ден? Не го знаеме одговорот на тоа прашање. Оти уште не сме дојдени до таа точка да ги мериме тие работи. Ние не ги знаеме сите тие ендорфини или се кои да се што произлегуваат од едно убаво дружење со некој многу пријатен човек, пријател, пријателка, нели, во секоја смисла, и дека тоа можеби ако го ставиме на кантар, ќе има посилно влијание од колку храната што сме ја јаделе. Сакам да речам да оставиме едни отворени очи. Така, науката отвара и нови прозорци. Имено. Еве сега велат кај оние што се средовечни, доколку одат на хаус забава, доколку тоа им представува задоволство или на техно, дека тоа е добро за кардиоваскуларното здравје. Ама апсолутно. Задоволство од музика, движење, пријатели. Тоа е тоа. Нели? Тоа е тоа. Сакам да речам да не патиме од работи кои што се нели ограничувања било какви, што впрочем лошо ќе ни направат од било какви предрасуди, а впрочем тоа да има многу силно позитивно влијание на нашето здравје, никому не му правиме штета. Денеска дојдовме во ситуација кога соседите ни си велат ни добар ден. За жал да, а тоа за Балканот не беше карактеристика, па ни за Македонија. И за жал тоа е точно, но мислам дека ние тоа треба од шпанците да го научиме тој момент, нели, таа нивна веселост, дружелюбивост која што во голема мера била и наша карактеристика, можеби малку се изгубила, но пак ни е блиска, пак ни е сродна и ние многу полесно отколку северните народи можеме да се вратиме на тој начин на однесување. Така што јас сум за тоа да држиме отворен ум во тој дел, да ги гледаме примерите од сините зони, од тоа каде што населението е навистина долговечно и сериозно, практично да пристапиме на ова. Не е само да го направиме муабет туку. Навистина сега не гледаат гледачи да кажат еве тоа што го вели докторот, на 3 пријателки или пријатели на кои што долго време им се немам јавено, да свртам. И да се видиме. И да се видиме. И да се чуеме и да се видиме. Да не остане на телефонски разговор. Да не биде ни само на телефон, макар да и на телефонот се заборавивме. Да. Но да најдеме време за едни за други, мислам дека тоа ќе направи голема разлика. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта, на вистина интересно издание. Благодарам. Не секојдневни аспекти говорат за можните потенцијали врз човековото здравје. И науката ни го потврдува тоа. Така. Не треба да бидеме вака крути, треба да ги тргнеме тие ограничувања, да гледаме отворено. Ако науката вели дека осаменоста е проблем, да направиме нешто околу тоа. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам јас. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието со кое што денеска не следевте и ви посакувам пријатен ден.